Добар вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте. Понеделник е редовен термин на емисијата 168 анализи и коментари, во која што секој понеделник ние заедно со моите гости, неколку секои што се појавуваат во оваа емисија, коментираме и анализираме за најактуелните настани. Уште не се слегнати работите околу претседателските избори, така да и оваа вечер, бидејќи мојот гостин после претседателските избори прв пат доаѓа во нашата емисија и за тоа ќе проговориме. Иако, реков, уште не се слегнати, ама партиите како да ги слегна и легнаа работите. Таков печаток има. Но тоа ќе биде само една од темите за кои што ќе говориме и се надам дека ова вечер ќе одговориме на предизвикот да го задржиме вашето внимание. Водителот секогаш е во улога на тоа да почувствува неговото внимание како е задржано и досега како бил наш гостин Ѓорги Трендафилов секогаш било добро чувството. Се надам дека и оваа вечер ќе биде така. Добро вечер, господин Трендафилов. Добре дојдовте во нашето студио. Минатиот понеделник од оправдани причини не бевте овде. Заедно со екс-председателот Ѓорги Иванов славевте име. Мислам, не заедно, меѓутоа името. Не заедно, но и не сум сигурен како му е крстеното име. Ѓорге. Мислам дека е така некако. Сега колку одговара на Ѓорги. Добро, ние во Македонија сме... Можеме, да, до Ѓоре прифаќаме. Јас морам веднаш да кажам дека, еве, мене, од желба, моите родители како мал на Тодорица ми правеле име, замислите. Сакале да имат. Ми тоа е. Ние сме ти македонците специјалисти да си бараме, да си сакаме, да си славиме нешто. Да си најдеме повод. Па може би и добро тоа. Не е лош табиет. Ние други лоши табиети имаме, да, изгледа овој повеќе. не спаѓа во тие. Да. Се сетив денеска, погледнав ли вчера некаде некој прилог како настанала песната Ѓурѓовден. Едер Лезе или Ѓурѓовден. Не знаев досега дека било поврзано со патувањето на евреите кои ги носеле во Јасеновац. Има една таква приказна, нека побараат луѓето на интернет. Сега се сетив за тоа. Но да се префрлиме ние на она што е актуелно. Ќе проговориме, реков и за претседателските избори. Очекувано ли беше ова што се случи со победата на Пендаровски пред се? Мислам да. По првиот круг, со оглед на разликата, се уште беше благ фаворит. И мислам дека Пендаровски носи, како и на претходниот пат кога беше кандидиран, он носи еден корпус на гласови, не можам да тврдам дали е тој голем, значителен, но носи еден број на гласови кој е непартиски. Чисто граѓански, индивидуален. Останува сега да го исполни ветувањето, затоа што јас на некој настап кажував дека како во финишот на кампањата почна да подлегнува на притисокот и на бремето кое сите оние 31 партии не сакајки или сакајки го носат со него. Како сега тој како председател на републиката ќе се однесува е друго прашање. Најави веднаш дека една од работите ќе биде некакво помирување и тој ми се чини можно ли е такво нешто во оваа ситуација после еден ваков избор во кој прво беше обвинет дека е избран со гласови на албанци. Сега помирување можеби со политичкиот опонент во македонскиот блок, а политичкиот опонент во македонскиот блок му вели избран си со гласовите на албанците, што нели не е далеку од вистината, меѓутоа сепак тие се граѓани овде така да гласовите не се делат на претседателските избори на гласови на албанците, гласови на властите на Србија. Тоа се гласови на претседателски избори. Како помирување ќе направи во таква ситуација, со такво бреме? Јас жалам што и тој, да речеме, потпаѓа под тие некои соцреалистички флоскули. Денеска сите заедно ќеме на плажа, па утре ќе одиме трета смена на работа. Ништо заедно не правиме. И кој ќе се помирува? Јас не чувствувам дека сум немам впечаток дека сум во кавга со некого. Веројатно не се нити повеќето од луѓето кои не гледаат. Добро, тој кажа, политичарите се виновни, ја направиле поделбата. Мислам дека тоа го кажа на инак. Кавгата на политичарите во земја како нашава често завршува со политички договори и преговори. Јас и кога преговорите одат лошо, не гледам дека на политичарите нешто им недостасува. И кога преговорите одат добро, повторно не гледам на политичарите дека нешто им недостасува, освен на широката популација во земја.
И сега, да се вратиме на нешто што јас го кажав при првите емисии, може би Георги Тренедафилов беше во една од емисиите во кои што коментиравме, за тоа дека политичките партии не профилира, одиме на претседателски избори без кандидати кои што сите ќе кажат еднаш, да, добро, тој треба да биде. И сега добивам впечаток една недела по изборите, дека, како да сум бил во право од тој аспект, дека е важно да завршат изборите, да се однесе победа, бидејќи една недела примената порака од СДСМ како да остана само порака. ВМРО ДПМН молчи, нема за вонредни претседателски избори. Парламентарни избори. Парламентарни се извинувам, благодарам. Нема да се буни дека биле нерегуларни ваму изборите, се говореше за притисоци и слично. Некако како и двете политички опции во македонскиот блок да се задоволни со тоа како поминаа изборите, едните од гласовите освоени, другите од победата. Ама како поуката или пораката баш да не е прифатена или сватена. Таков е мојот впечаток. Па веројатно сагата со метлата, некој имаше коментар денеска или вчера, е завршено уште во моментот кога е најавена. Ќе ми дозволиш сега да зборувам малку повеќе. Така. На 1 јуни стапува законот кој ја формулира работата на новото министерство во Република Македонија. Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Оно што е трансформација од секторот за рамковен. Так. Да. Истовремено метлата најавуваше дека на Ѓорѓи ќе му летне главата, не е добар во неговата, на Тони ќе го смениме, нема да биде. Но тоа се колку 15 до 20 имиња, еве нека бидат и 50. 15 нарекува. Но тоа се персонални промени. Метлата ако се однесува на тоа дека ќе смениме возачот на заменикот на градоначалникот од не знам од било каде, и дека системот ќе профункционира или дека токму тој директор на некакво локално јавно предпријатие бил најлошиот, тоа не е промена на системот, тоа не е метла. Тоа е само замена на хокеарска измена. 10 до 15 тонијаци или ѓорѓевци ќе заменат претходни 10 или 15. Ќе дојат нови. Популарно е кога ќе отвориме македонски портали да читаме наслови бомбастично, ексклузивно, скандалозно. Не знам колку е бомбастично, скандалозно, но еве на ТВ Стар прв пат ќе го кажам тоа што јас, например, како дел од структурите на Граѓанско-демократската унија ќе направиме денеска, именно ние со писмо ќе се обратиме до претседателот на Републиката во пресрет настапување со работа на новото Министерство за политички систем, бидејќи Министерството за правда има само еден разговор минатата година и тој разговор е повеќе да се видиме на кафе отколку да излезе некаков резултат. Претседателот на Републиката да биде покровител на разговорите кои треба да резултираат со промена на изборното законодавство и со промена на изборните модели на општи избори во земја. Тие се за претседател, за парламент и на локално ниво за советите и за градоначалниците. Да се воведе активно гласачко право, значи да завршиме ние со 1.800.000, 1.900.000 или колку и да се во земјава и секогаш да има недостатоци, како што имаше и сега. Например, во моето семејство, луѓе кои живеат на иста адреса од прогласување независност до сега исчезнаа од... Но тоа ако не се случи кај мене, па се случува и соседот и постојано е тоа така. Да се намали бројот на пратениците, да се востанови отворена листа, тоа што важи за парламентарните да важи и за локалните, за парламентот членовите да се намалат од досегашните 120 на 90, советите да се намалат, Штип има 23. Така, 23. Мислам, 21, не сум се, 23 мислам дека. Мислам дека Штип, Веле, Сохрице тука и тие треба да се намалат, затоа што е недозволиво. Еднаш мислам зборувавме. Градот Њујорк има 50 советници. Градот Скопје има 40.
500, ајде, да речеме, Значи, повеќе. бројот на жители, бруто националниот приход Бројот во на Њујорк, жители најмалку 1:10 со територијата која управува, сега мислам... чиста логика. Чиста Или логика. математика, кој сака, како сака. Бројот на општините, да речеме, еве, сега имаше во Ново село локални избори, веројатно и тие имаат некаков минимум на технички персонал, па на службени возила, па нели исто како градот Скопје, како општина Штип, тоа е нешто што оваа земја не може веќе да го економски, финансиски ние тоа не можеме како буџет да го поднесуваме. Прашањето и зошто би го поднесувале, дури и да сме економски моќни, зошто би плаќале таков тип на забава? Непродуктивни работи. Непродуктивни. Во секој И случај. финансирањето на локалната самоуправа и измени на законот за влада, можеш да погодиш колку вице-премиери има сега владата. Јас не можам. Знам дека се многу. Знаеш, нели? Знам дека се многу, затоа што двајца во моментот ми текнувата да не говорам. Да, и мене на двајца ми текнува во моментов, но не сум сигурен дали покрај нив има уште двајца, тројца. Има. Дека има, тоа е сигурно прилично. Можеме и да ги наброиме и можеме да провериме во меѓувреме, но дека Но се членови на многу. кабинетот се повеќе од 26-7. Да не говориме советници, да не говориме ангажирани од страна, да не говориме Љупчо Бубо Каров и уште колку ги има Она личности. советникот за култура, Шарена познатата револуција префрлена во пејачката веќе не можеме. Да, Веќе Ласкова, многу ги. Ласкова. Да, Цветанка Ласкова. Значи, пред било што премиерот или како премиер или како председател на Социјалдемократскиот сојуз да почне да зборува за метли, има убава можност од кога ќе се врати од одмор до 1 јуни, кога ќе стапи на сила законот за новото министерство, под покровителство на председателот на Републиката, а тоа не е некоја сеопфатна реформа, значи ние нема да измислуваме нешто првпат на планетава, не, има позитивни искуства и во соседството и во Европа. Дали е вистинска адресата? Колку може председателот на Републиката, на државата да го не се ингеренциите во прашање. Не се, но во предизборната кампања, непосредно пред молкот за вториот клуб, како кандидат, Пендаровски изјави дека овој политички модел и овој изборен законик е несоодветен и дека тој лично мисли дека треба да биде Македонија во поглед на парламентарните избори една изборна единица и листите да бидат отворени. Сега, како авторитет на канцеларијата, Да, и сепак е председател која работи, на државата. тој може да биде покровител на еден ваков панел на кој секој заинтересиран. За другите политички субјекти не можам да тврдам, но Граѓанско-демократската унија на 6 декември 2018 објави, барем што се однесува за парламентарните избори и законодавството врзано со парламентарните избори, затворен. Ние не тврдиме дека е овој најдобриот, најумниот, но ние го имаме затворен модел. Тој е, нели, се разбира, отворен за сугестии, но ние имаме конкретни предлози. Барем, може би позитивното би било дека во една таква ситуација, на една таква дебата, јасно и гласно ќе слушаме од представниците на најголемите политички партии, бидејќи досега има оправдување едни од други, не може вака, ние нудиме, тој ни нуди, Ѓорги не прифаќа или обратно, Да. и постојано некакви оправдувања. Може би тоа е позитивното, дали, зашто не би го упатиле тоа и кон раководството на политичките партии? Па- на ВМРО ДПМН, на СДСМ, на ДУИ, на Мислам Алијанса. дека како писмен предлог е испратен. Веројатно кога Добро, јавно е кажувано многу кога пати, сме барано од добиле нив, регистрација од суд, веројатно тогаш сме го испратиле. Но интересно, и ДПМН и СДСМ, нивните представници, и во официјални контакти, и во неофицијални, имаат една волшебна реченица: странците се против. Повеќе во неофицијални тоа се кажува. Не и во официјални. Па добро, и на дебата би се повикале веројатно и представници на меѓународниот Ама- фактор. ама- Странците. Добар збор. Ама нели е не како велеа порано, ало режија и сите гледаат горе, независно каде е режијата. И сега кога ќе ти кажат странците рекоа, ние треба да прекинеме да дишиме, да разговараме, да бараме некое чаре како да си го подобриме Има во животот. Штип една добра, вели, некој постојано барал врски за некаде на времето кога функционирал уште комитет во социјалистички работен народ и како беа тие.
и вели се јавуваат за запишување во некој училиште. Ало, таси од комитет да го запишете тој тоа. Ало, тас и запишуваат тој. Таси од комитет да ти бил курир на врата во комитет. Да, ама ако е Овде добро странците, се странците, сакам да кажам. Да, дека ако така си не добро да- поставен, значи никој ништо не ти може. Значи, алиби се странците веројатно често за тоа. Но, може ќе се вратиме на ова ако имаш уште нешто, но да одиме на нешто што беше со инаугурацијата, мене ми се две работи одбележа инаугурацијата. Може би и три, му дојдоа сите председатели од регионот. Да. Тоа не е лоша порака според мене. Веројатно Балканот може би треба да почне да се средуваат работите, иако таму имаше луѓе кои што говореле за Македонија во негативен смисол. И во понижувачки смисол. Мислам овде и на Вучич и на председателите од Албанија, од Косово. Но, два моменти се важни. Едниот е неприсуството на премиерот Заев, кој што целата поддршка му е дадена Пендаровски во текот на кампањата. Вториот е непоканувањето на лидерот на опозицијата Мицковски. И двата подеднакво за мене симптоматични, можеби и двата не можам да издвојам. Твој коментар за се во ова. Навистина. Најблагоречено и пред малку зборувавме за тоа, употребивме поимот необично, Да. за да не навлеземе. Но навистина е необично. Не ми е сватливо каков е тој протокол кој излегува со соопштение дека председателот на шефот на опозицијата не е поканет затоа што не е член на парламентот, а од друга страна председателот на владата со видео порака се обраќа затоа што па дури и не знам колку да било итно или приватно патувањето, сепак можел да го одложи за 6 часа. Што се однесува до шефовите на држави во регионот, можеби треба да имаме во предвид дека инаугурацијата на председателот Пендаровски се одвиваше во сенка на регионалниот настап Брно кој се одржуваше во Албанија. Тоа и не помина баш најдобро, таму имало и официјално и неофицијално и објавени и необјавени информации кои како рефлексии што се случувало. Регионов колку и да изгледа како што велиш ти, еве дојдоа, оддадоа почит. Да, дава една таква слика, да, тоа што дојде. слика, но од друга страна пак бегло ако погледнеме на сите оние недоразбирања и жолчни дискусии кои се случувале на тој самит, патем мислам дека прв пат Македонија не беше представена. Сега јас не сум сигурен дали е секогаш представена на ниво на шеф на држава или може да биде застапени со шеф на владот и таму беше шарен, ми се чини, форматот во Албанија. Но не се било како било. Очигледно на Балканот, ако денеска е се добро, утре мора да се случи нешто лошо. И обратно, ако вчера беше лошо, денеска мора да манифестираме некое европско поведение, нели така се очекува од нас, во очите на членовите на Европската комисија и веројатно представниците од земјави од Албанија се многу загрижени. Не мислам дека на Македонија одговара да биде врзана во пакет со Албанија, додека на Албанија со се она што се случува натре во нивниот политички систем, мислам дека им е сеедно дали се во пакет со нас или без нас, тие имаат некоја агенда која можеби нема да заврши баш најдобро во поглед на нивната внатрешна стабилност. Макар што се соочуваат и со страшни протести овие се денови, соочуваат со протести, со директни предупредувања од Соединетите држави и од Европската Унија, но поведението и на опозицијата и на позицијата таму некако е рововски поставено, никој не отстапува од... Карактеристично лидерот на опозицијата му порача на првиот човек во власта, ќе бидеш среќен ако завршиш како Груевски. Многу интересна порака. Од Косово веднаш после самитот во Албанија изјавите дека неприродната граница меѓу Косово и Албанија мора да се укине, тоа го зборува постојано и Рама во крајна линија, така да нетрпението кое се јавува меѓу тие два блока на албански политичари од Косово и од Албанија со некакво преќутно однесување пред се на Германија и на комесарот за надворешна политика, можеби не е баш најдобро. А ние упорно сакаме да видиме одреден пример и постојано така ни доаѓаат работите
во тој контекст коментар на оно што се случи со различно е толкувањето на оно што беа пораките од средбата со Меркел. Односно состанокот на кој што прво беше кажано овој состанок не е за проширувањето на Европската унија. Овде во Македонија е пренесено од ВМРО ДПМНЕ некако триумфално дека нема покана и многумина велат дека многу структури во ВМРО се радуваат за да не се добие покана, иако можеби тие само политичка борба си водат. А од друга страна толкување од Заев дека таа средба била кажано дека сепак Македонија најмногу предничи во сето тоа. Каде е средината? Сега, односно има ли средина воопшто? Не сум сигурен, значи јас не можам да шансите ни се 50-50. Ние не можеме да влијаеме на тој процес, дали ќе добиеме или нема да добиеме препорака. Ако добиеме препорака, ние, обичните луѓе, можеме да се надеваме дека тој процес на преговори со Европската унија во голема мера ќе го дисциплинира поведението на избраните им, политичката реалност ќе детерминира. Значи нема да можат така слободно да пловат во коруптивни води како што сега тоа го прават. Тоа е најголемиот бенефит. Тоа дека штом почнуваме да преговараме, значи сме сигурна членка, веројатно ќе треба една деценија да преговараме. Значи да не размислуваме за крајот, туку дека конечно некој ќе умее да го дисциплинира политичкиот процес во земјава и поведението на самите функционери. Но можеби ќе преовладува другата страна, која дали е реално или не, цврсто ќе стои дека нема никакви видливи реформи во правосудството, политиката на неказнивост на избраните и именуваните функционери и понатаму е на високо ниво, владата и понатаму е најголем работодавач, се почнува и се завршува со министерските кабинети, децентрализацијата, реформата на безбедносните служби, слободата на печатот, тие 4 прашања немаат видливо поместување. Но сепак ние имаме една ситуација во која што малку лицемерно се однесуваат дел од политичките играчи во држава, посебно политичките партии. Точно е, реално го признава тој од СДСМ, дека во реформите се доцни, не е направено многу, тоа се гледа. Така да од тие оценки можеби ќе бидат реални во тие извештаи, дека не се направени реформи во правосудството, јавниот сервис, да не говориме дека не е реформиран, тоа е некој од условите. Антикорупција поведува постапки, можеби таму да мрднеме малку ако се нешто направи. Од друга страна имаме опозицијата која што пак обвинува за нешто за што и кочи на некој начин. Се разбира. Значи, сега велат да нема реформи во судството, ама договор за СЈО нема, бидејќи ние не сакаме да ги гоните тие што учествуваа во тие скандали. За 27 април да има амнестија. Нели е тоа на некој начин лицемерие од овие наши политички партии? Па, мислам дека лицемерието каде повеќе, каде помалку, но штафетно си го предаваат еден со друг. А и целата фама која во јавноста се представува, ако сега добиеме датум за преговори, тоа е заслуга на Социјалдемократскиот сојуз и на оваа влада. Се разбира дека во голема мера е делумно и на тоа, но не почнал денот со Социјалдемократскиот сојуз. Значи, ние од Република Македонија се мачи со Европската економска заедница и со Европската унија уште од првите денови на осамостувањето, уште од извештајот на Бадентер. И од договорот за асоциација и стабилизација, уште како веќе не, што веќе не се случуваше. Да. И најголемата цена на сето тоа ја плаќаат граѓаните, не ја плаќаат политичарите. И најчесто и во драматични случаи, кога некоја земја ќе биде ставена под санкции, санкциите во принцип не ја казнуваат повејачката елита, ги казнуваат обичните луѓе. Тие имаат проблем со гориво, со набавка на лекови, со основни производи за преживување. Не верувам дека владеачката елита се занимава со такви банални причини за неа. Имам уште едно прашање во врска со ова, меѓутоа се сетив зошто ние живееме постојано, значи доказ дека не се менува. Денеска прочитав наслов од СДСМ соопштение, растат пензиите,
растат платите, се враќаат парите кај граѓаните, ние работиме за граѓаните. Нели ние некако нели мислевме дека ќе помине тоа време такви работи да се објавуваат? Што мислиш за таквите соопштенија? Мислиш да се покаже малку поголема креативност дури и во фрлањето прашина во очи? Па дури да се покаже креативност, да се покаже и почит кон интелигенцијата на граѓаните на крајот на краиштата. Тони, тоа е веќе можеби прашање за $1,000,000. не за $1,000,000, за психологија. Можеби јас и ти не сме квалификувани до крај да зборуваме, но ова е како преска што зборувавме. Ајде сега сите заедно, Да. ајде да одиме напред. Па добро, можеби некој од нас не сака да оди никаде, е решил да седне да одмори, да почине. Постојано некаде јуришаме. Спомнуваш веќе два пати кај тебе кога доаѓам во емисија, добро, не се измислили нешто ново. И во овој смисол, веќе не се избори. Ние на политичката сцена имаме луѓе кои, јас и ти сме повозрасни, не носеле во социјалистичка зора со таква преданост, со таква енергија, дека не знам што ќе се случи, за после 24 часа да не носат со истата преданост, но сега на сосем спротивниот крај на картата на светот. Таман ме враќаш на оно што сакав да прашам. Значи, ние имаме ситуација во која, според мене, не знам, ќе прокоментираш и ти, заслугите за тоа дека имаме некои позитивни работи, новите избори ги носат граѓаните. Граѓаните не дозволија да има, реално не дозволија да има политичка криза. Затоа што излегоа и имаше цензус, се избра председател и сега политичките партии го бараат тоа, и двете, значи сите политички партии го бараат, освен на движење за бойкот во кој што Палевски веројатно најмногу и некои други поединци оде, го бараат тоа, граѓаните им возвратија. Што добиваат граѓаните и што можеме да очекуваме да добијат? Не од Пендаровскиот председател, ингеренциите му се сосем поинаку. Сега треба, што можеме да очекуваме и дали ќе добиеме нешто за возврат од политичките партии за тоа што придонесовме како граѓани да нема политичка криза? Па мислам дека не. Она што зборував преска за политичкиот систем и за новото министерство и за промена на моделот на избори во земјава би бил најсоодветен начин да се возврати на јавноста. Затоа што принципиелно отсуството на граѓаните во демократскиот процес и го доведува самиот поим во прашање. Јас зборував за воведување на принципот да, нели, секој од нас кој сака да учествува на следните избори да отиде да се извади изборна легитимација, така, и да се регистрира знае, како гласач. 800.000 и тие што ќе се регистрираат, тие се заинтересирани. И мислам дека односот, ако јас посветам, не знам, 1 час од моето време да се пријавувам таму во Министерство за правда, патем речено ти имаат секаде во земјава, во општините, истурени подрачни оделенија, но не сум сигурен дека би можел да ти кажам што точно работат 8 часа 5 дена во седмицата. Не верувам дека може би некој знае, но еве јас гледаш не сум научил до сега. Треба да отидеме веројатно ки тие ликови да се регистрираме. На тој начин јас како поединец сум издвоил од моето слободно време и не сум заинтересиран за председателски и за парламентарни избори, сакам да гласам само на локално ниво, за градоначалник и за значи пред изборите да има период во кој што ќе се регистрира дека сакам да гласам. И секако има, нели, ако денеска зборуваме со некој од СДС, но тој поинаку ги толкува оние одредби за пржинска влада, додека ако зборуваме со некој од ДПМН, тој па сосем диаметрално поинаку. Значи, треба не можеме да имаме државна изборна комисија во која политичките партии делегираат своји представници и тие решаваат со гласање. Тие може да изгласаат и да забранат емисијава, да речеме, нели? Тоа е легитимно, нели, имаат мнозинство. Имаат мнозинство, но законот или го почитуваме или не го почитуваме. Не постои арбитар кога ќе прекршуваме, ај сега да гласаме и да видиме дали сериозно е нарушен изборниот процес. Порано имаше една реченица, да, таму се украле 100 гласови, но тоа не е ништо.
во извештаите на ОПС, во извештаите на МОСТ, во извештаите, не знам, Тоа со години регуларноста на изборите. Има многу поголеми земји кои имаат помал персонал во телата кои се грижат за изборите. Во соодветните државни изборни комисии имаат помалку персонал. Имаат многу повеќе гласачи, имаат многу повеќе гласачки места, се многу поголеми по територија, па се многу поефикасни во извршување на таа функција. Тогаш зошто е кај нас проблем да се професионализираат членовите на Државната изборна комисија? Тоа значи дека ќе има многу ќе треба притисок и кампања и лобирање за она што како предлози во писмо ќе биде упатено од ваша страна да биде покровител на овој процес председателот на Републиката. Ќе треба лобирање и тој да биде покровител, а и лобирање подоцна до политичките партии да го прифатат ова како едно од работите кои што реално сите се согласуваат дека е потребно, ама никако да го направат. Чудна работа и тоа долго време. Се вратиме на Пендаровски. Пендаровски на Иванов се извинувам. Иванов беше под притисок пред тие последни денови од неговиот мандат да потпише амнестија, дека има право да потпише амнестија за обвинетите од 27 април. Вчера разговарав со еден мој пријател кој што беше голем приврзаник на управно ќе кажеме Пендаровски на Иванов, кој што рече не сум задоволен сега затоа што не потпиша амнестија. И протекоа некои информации дека семејствата на дел од тие обвинети биле кај него последниот ден. Тој образложил дека не може затоа што и тој треба да мисли на себе затоа што очекувал дека ќе има поддршка од нив да излезат на протести, така имаше различни толкувања. Каракамишева го прозиваше јавно, некои други го убедуваа. Дали дали Иванов тоа свесно го направи? Да не потпише амнестија. Дали што е причината да не го направи? Тоа бидејќи никој немаше да му забележи, веќе доволно му е забележано. Дори некое време во јавноста кога интуитивно пројавуваше сликата дека како едва и сите чекаат и леви и десни и осудени и неосудени тоа да го направи Иванов. Како прашање на момент беше дека ќе го направи. Не верував дека ќе се осмели нешто такво да направи. Не оти нема право или има право, затоа што тој веќе еднаш го направи тоа со аболицијата и предизвика аболицијата за предметите за СЈО. И шарената револуција од која што почна и падот на ВМРО. Широк гнев. Мислам дека не би кокетирал овој пат, независно од неговото индивидуално мислење, и сега од друга страна пак независно колку е оправдано обвинението, обвинението е најстрашно што може да го смислат во обвинителството, за тероризам. Да, дека имаше насилство и се, но мислам дека квалификацијата, не навлегувајќи во карактерот на луѓето кои се обвинети или осудени или недостапни за правдата и за органите на прогонот, мислам дека тоа ќе ни стои уште известно време. Ја не сум правник и не знам дали, веројатно правници треба да ни објаснат дали има некое дело кое што навистина би одговарало на тоа во законникот кривичен. Значи како дело, обвинение кое што би одговарало на тој дело да не е тероризам. Некако звучи прилично силно. Ајде, загрозување на уставниот поредок, не знам. Дали нашите истражни органи пронајдоа оружје? Да. Не пронајдоа. Значи, прашања кои што се поставуваат и очигледно дека таму, меѓутоа веројатно и Иванов избегна да биде можеби и на крајот запаметен по она што го одбележа неговиот втор мандат. Но тој нема да биде тони во секој случај наслов. Ако тој тоа го направеше, немаше да се чудиме зошто е вака тивко како преска додека пиевме кафе. Тој ќе беше можеби и тоа е во прашање затоа што сите некако како ситуацијата ми стои како и волкот сите победивме. Ама еве наслов кој што е интересен. Антикорупцијска ќе проверува зошто Иванов го одбрал Джевахир за канцеларија. Значи продолжува притисокот на Иванов. Дали ќе продолжи затоа што имаше и антикорупцијска, имаше и против него обвинени дека сакал дека бил дел од настаните од 27 април, дека можеби ќе се истражува. Интересно, продолжува се ово. Често пати слушаме дека
на некои од луѓето кои се обвинети или осудени, некој им кажувал дека ако направите доволно гласна гужва во зградата на парламентот, председателот Иванов ќе прогласи воена состојба. Но председателот не може да едностранно да ја прогласи. Значи малку се манипулираше со сето тоа, се спинувало или се лажеле тие луѓе кои што влегувале. Делумно, да, некои биле сигурен сум дека знаеле. Па да, има структури кои што оние со фантомки не верувам да не знае. Но тоа е финансиски подкрепено. Прашање е дали постои некој кој немал финансиска поддршка од тие што го злоупотребувале, а се наоѓа сега на отслужување на казната. Например, чисто човечки, мене би ми било грдо да знам дека некој кој учествувал во тоа што се случуваше на 27-ми не земал цент, значи бил со некаква представа дека тоа што го прави е во интерес на јавноста, на државата, а сега ја споделува казната со некој кој бил доволно дебело подмачкуван од безбедносните служби, кои патем речено уште не се реформирани, а едно од сериозните забелешки, веќе од 1 септември македонските безбедносни служби ќе мора да поминат низ сериозна реорганизација и трансформација и да тргнеме Европската унија настрана само поради процесот на ратификација со за членувањето во НАТО. А која служба сакате одберете ја? Ние имаме таму истурени играчи кои не ни кријат дека се во отворена деловна соработка или пријателска соработка со странски армии, странски служби и тоа на земји кои не се членки на НАТО, например. Интересно, секој случај. Нивната филозофија е замрзната во времето кога ова наша намачена земја со се нас беше дел од Третата арминска област и мислам дека тежиштето и фокусот на размислувањето дека се уште размислуваат како да сме Трета армиска област. Додуша навистина по територија беше поголема од Социјалистичка република Македонија, но не верувам дека денеска некој во земјава сака или со носталгија би зборувал за Третата армиска област. А сепак се сменети многу работи за да функционира така, нели? А се уште ги имаме и тоа не станува збор за луѓе кои имаат 100 години или 90 години, тоа се луѓе и помлади и постари од мене и од тебе. Па работа веројатно и за тоа дека најави реформи во тој дел Пендаровски, ми се чини, бидејќи тој одговара за дел од разузнавачките служби. Агенцијата за разузнавање. Так, и веројатно не верувам дека нема сознание, бидејќи беше во кабинетите на... Сигурен сум дека има сознание. Сега што од тоа ќе се направи, тоа е и што може да направи, колку ќе може, тоа е навистина големо прашање, бидејќи не е се едно. Ние имавме ситуација на тој 27 април се шетаа луѓе од разузнавачки служби на соседни држави. На соседни држави најнормално се изјавуваа после по вестите. Јас бев да видам да нема наши државјани, што ќе беше уште полошо ако влегол и да види дека има 20 души од неговата земја, мафтаа таму со некој стапол. Уште ни е сето тоа чудно. Да се вратиме на, бидејќи сме при крај, изборниот резултат. Првиот круг многу мала излезност. Вториот круг излезност, избран председател, меѓутоа нити СДС може да се радува до крај на победата, нити ВМРО ДПМН може да се израдува може само да се израдува на гласовите, меѓутоа победа нема. Колку е сето тоа сега заедно со ова што имате намера да го правите како иницијатива преку председателот Пендаровски, навистина шансата за помалите политички партии, не говорам уште за трета опција, но за излегување на површина на тие структури кои што не се обременети со тоа што го имат овие големи политички опции, како товар имаат сите тие имаат долгови едни кон други. Помалите политички опции само можат да се борат за што можно подобра позиција. Колку е шанса целата оваа ситуација и молкот на политичките субјекти после вториот круг избори? Мислам дека нема да им се допадне овој предлог на помалите политички партии, затоа што има цензус. Ако предпоставиме се земе во разгледување нашата идеја, ако група граѓани во изборна единица 3 прават изборна листа да учествуваат на парламентарни избори, сега е тоа невозможно. А во нашиот предлог, ако група граѓани од тројка
велеш ти, Кочани, Паланкот, кај сакаат некој? Сакаат само во изборна единица 3 да се надпреваруваат. За нив нема цензус. Ако е една политичка партија, например Граѓанско-демократската унија, за неја би биле 3% цензус. Праг да помине. Ако сме во коалиција со уште една партија, тоа е 5. Ако се 3 или повеќе партии, тоа е 7. Затоа што последните парламентарни избори, впрочем и повеќето така поминале, на една страна се 30 партии, на друг какви и да се, 90% од нив никогаш не учествувале на на никакви избори. На другата страна се 20 политички партии и сега имаме граѓанска листа во изборна единица 3 и Граѓанско-демократската унија во 4 изборни единици. Дали тоа е фер надпревар? Па, се разбира дека не е. Како за кого? За некого може би Тоа ќе се разбира нели не е фер. Особено што партиите нема да им се допаѓа, верувам, на 70-80% од нив, цензусот за 3%, додека граѓанска листа, значи таа е непартиска, за неја нема, кај ние велиме да нема избор, да нема цензус, тогаш зошто луѓето би се организирале во политички партии, можат да се организираат како група граѓани кои споделуваат една, две или некаква идеја, локален развој, национален развој. Прашање колку биле подготвени граѓаните за тоа, но може да се... Но сега нема можност тоа да се направи. Иако се вели, во законот пишува секој може да учествува, да бира и да биде биран со наполните 18 години. Но тоа не е така. Во пракса тоа не е така. Да, не функционира во пракса, за жал. Физички е неизводливо. Државната изборна комисија нема да ви ја прифати кандидатурата. Тоа сум го поминал, знам, за да се надпреварувате во една изборна единица. Достапот до финансиски средства не е предвиден. И овој модел, како сега што го имавме, државата ќе се грижи за политичко-пропагандните пораки, исто така дискутабилен. Да не забораваме, да прифатиме дека има 1.600.000 гласачи во земјава, од нив испаѓаат 700 до 800, тогаш други ве плаќаат за забава на која не сакаат да учествуваат. Така, и плаќаат на некој таму после да доживее привилегии. Да завршиме со привилегиите, бидејќи имаш во твојата политичка кариера комуницирано, предпоставувам, најмалку со еден двајца, не знам, со Иванов, со Пендаровски веројатно си имал комуникација, значи со председателски така, не знам, со Киро Глигоров, како и да е, со знанија од сите тие. Црвенковски е најмладиот пензионер, со она што го има како права според законот, и покрај најавите дека Иванов по завршувањето или ќе се врати на правниот факултет, а поверојатно беше дека ќе оди во Турција, така имаше најави, се одлучи за оваа варијанта која што имаше и Црвенковски. Во другите држави нема толку големи привилегии по завршувањето, освен во Соединетите американски држави или во некои други. Друга приказна, нели го сад. Овде кај нас, во регионот, во Европа, најчесто или толку колку што бил председател, толку ќе ужива привилегии, толку години, или малку поинакви се. Дали овде нешто може би треба да се менува? Бидејќи предизвика реакција овие денови сето тоа. Не говорам само за одлуката на Иванов, говорам бидејќи не и понатаму ќе имаме председатели кои што ќе можат на 47-50 години да одат во пензија и да немаат никакво влијание во политичкиот живот. Еве, и Црвенковски се повлече комплетно, Иванов веројатно и тој ќе се повлече. Привилегиите на избраните функционери, како што е председателот и премиерот, за премиерот го менуваа законот. Му следуваше, и поранешниот премиер не напушти на огромно жалење. Не користи привилегиите. Да, не може да ги користи привилегиите. Може еден ден. Не е ништо чудно. Но работите се менуваат. Би го спроведувале, мислиш, во обратна насока оние кои по закон му следуваат од МВР? Јас мислам дека во оваа држава ништо веќе не може да ме изненади, искрено. Тука сум согласен. Се разбира дека би требало да бидат намалени и да го следат добриот вкус, не економската моќ на земјата, туку просто добриот вкус.
Ние постојано читаме крунисани глави низ Европа од дома до работа одат со велосипед. Ние немаме крунисани глави, но кога мине поворката на премиерот или на председателот на парламентот или министерот, нашите сообраќајници, особено ако се случило да ви е лош денот и тој ден нешто да работите во Скопје, ќе ве блокираат. Вчера ми се жале луѓе за инаугурацијата требало да возат некаде од аеродром до Скопје 2 часа најмалку, бидејќи блокирање заради стигнање на председатели и така натаму. Да не говориме дека блокирање е инаку кога минат нашите колони на или на автопат кога работодавци. Може да ви штуркаат ако некој патува од аеродром или се симнува. Значи, настрана финансиската, настрана она што секоја безбедносна служба нели за VIP гостите се грижи, треба да се внимава и на добриот вкус и на домашното воспитување. Дали ти би се однесувал кон твоите најблиски така како што се однесуваш сега кога си во униформата. Мене 1 јуни ќе ми биде интересен датум, живо сум заинтересиран за тоа министерство, ние зборувавме и малку и за СЕО, но веројатно таа политика во нашиот казнен систем, политика на неказнивост и на недостапност на претежно или воглавном на функционерите, прави да го губиме елементарното чувство на приврзаност кон институциите на републиката. Зошто јас би бил лојален на држава, на власт која ме третира само како домородец кој е колонизиран, а јас немам никаков пристап до услугите и до функциите кои државата по принцип треба да ги има и да ги распоредува подеднакво на сите нејзини граѓани. Граѓанинот е социјален и политички статус, граѓанинот не е, јас како граѓанин на република имам повеќе и поинакви права отколку емигрант или лице кој има времена виза за работа. Значи, мојот политички и социјален статус ме прави граѓанин, а не мојата етничка припадност во крајна линија. Времето избегало бајаги, моето последно прашање се однесува токму на СЕО. Дури не си верувам, размислувам сега и не си верувам дека ќе поставам такво прашање, бидејќи поставувам прашање дали ќе се договорат две политички партии за СЕО, за кое што претходно се договориле дека треба да постои. Значи, абсурдно е на некој начин, но освен тоа што е абсурдно, кои се очекувањата во тој поглед? Зашто преговараат? Значи, испаѓа дека едните велат дајте да не гоните, дајте да не ги гониме овие, другите велат ама мора нешто. Што има тука да се преговара воопшто? Чудна работа. Зарем не е чудно? Ќе се договорат, уверен сум дека ќе се договорат, затоа што и едните и другите знаат која страна од парчето лепе намачкана со путер. Или знаат какви се снимки има? Едните знаат што правеле самите во минатото, другите знаат што нивните членови прават во моментов и од тука нели идеите сите заедно да си се простиме. А добро, значи има логика тоа сите заедно. Сите заедно, нели, но ние сме од другата страна ние не сме толку заедно. На излогот и правиме муабет колку било убаво зелник да јадеш, брат ми гледал, двајца јаделе. Во ситуација, ако кажеме Тони и Ѓорги заедно, злате не. Злате не. И сега Тони, откако овие 4-5 луѓе ќе се договорат, се ќе договорат, нели? Персонален состав, измена на член, дополнување на член. Тие нема да се гонат. И сето тоа случаи. ќе заврши во собранието и таму има 3 копчиња, зелено, црвено и жолто, и овие 120 членови, како добро издресирани членови на парламентот, да не употребам друг збор, ќе погодат вистинското топче. И човек си вели тога што поќе волите, ни требаат 120 луѓе да седат, зошто овие 4-5 души не го направат тоа и да не поштедат. Да, ама ние треба да биде демократски. Но и тогаш ќе биде демократски. Да, уште повеќе, тоа е и консензуално. Она што дали со месеци се обидува. Имаме ли уште време? Имаме. Да констатираме дека веројатно Дуј е најголемиот победник, ама саркастично ова го зборувам. Кој е најголемиот победник?
гледајќи ги настапите на Артан Грубин, уште еден двајца од Дуи, значи со петни жили се трудат да објаснат колку тие вложиле во господинот Пендаровски, сега веќе како председателот Пендаровски, да помине во вториот круг, иако не биле тие ниту изборите ќе успееле, ниту консензуалниот кандидат ќе Да, ама денеска имаше Груби една друга изјава, вели нема да бараме никакви, како беше, бидејќи ВМРО рече Пендаровски победи, ама сега треба да плаќа за тоа што Груби вели нема да бараме ништо, ама сепак се знае ако дека не ние тие. Ништо не е подалеку од вистината, од тоа што раководството на ДУИ се обидува и можам да кажам дека успешно да го продава на македонската јавност, дека стабилноста на владата и воопшто, да не речем на државава, зависи од нивната добра волја. Така, да видиме, зависат многу работи од нас. Мене баш ме интересира како ќе помине и што ќе одговори Пендаровски на ова писмо кој што ќе го патите, бидејќи веројатно е одредена насока кој што фино би дошло доколку се сака да се реализира. Една од работите кои што и странците ја бараат, тие странците кои што не даваат. Тие странците. Благодарам Ѓорги за гостувањето и во ова издание на нашата емисија. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа е уште едно издание во кое што малку повеќе отидовме, се замуабетивме јас и Ѓорги. Се надевам дека слушнавте интересни работи. До идниот понеделник, се разбира, бидете во добро расположение.